Почитувани гледачи на македонската телевизија, добар ден. Ракометното лудило нема да престане до крајот на овој месец. Не на нашата програма, се надеваме дека долго и нашата репрезентација ќе остане во Полска по оној спектакуларен надпревар, по оние фамозни 51 минута вчера против Франција. Девојчињата на Вардар или Вардар Јуниор, ЖРК Вардар Јуниор, игра на меѓународна сцена во 14 часот против екипата на Војводина. Во тек е представувањето на гостинските ракометарки, ќе следи, се разбира, представувањето и на нашите. Во осми на финалето од Челендж купот со евентуален пласман во следната фаза, јуниорките на Вардар, практично вториот тим, ќе ја направи оваа сезона, оваа година уште по-ракометна за нас, уште по-успешна за љубителите на ракометот и воопшто на спортот во Македонија. На гости ни доаѓа последно пласираната екипа во соседна Србија. Подоцна за гостинките, ова се нашите ракометарки, ова е дел од публиката, скромна бројка, 50 на гледачи во спортскиот центар Јане Сандански. Ова е иднината на македонскиот женски ракомет. Белмезова, Прленда, Петровска, Стојановска, Трпковска, Георгиевска, Николовска, Митова, Бојачиска, Ладева, Нолевска, Белкова, Трајчевска, Керамичиева, Мишевска, Гичевска, предводени од Симе Симовски, Александар Царчев и Емилија Карчова се во официјалниот записник. Помошникот тренер и физиотерапевтот, докторот на тимот. Дел од публиката и се враќаме на паркетот, каде што се нашите ракометарки, сите 96-та и помлади. 7 од овие се репрезентативки што се на паркетот. Ангела Тодоровска е на трибините, го повреди коленото и нема да игра. Ке паузира во поголемиот дел од оваа сезона. Ја видовте во кадарот. Двомеч кој што ќе се игра тука во Скопје, двомеч кој што е сосема поразличен од оној претходниот во претходната рунда меѓу недобрите 32 екипи во овој Челендж куп. Лондон Angels во првите два надпревара беше екипата што му се спротивстави на Вардар Јуниор и арбитрите да ги представиме, ги видовте за момент. Емил Агакиши и Ернест Агакиши од Азербејџан. Радош Ракочевиќ е на записничката маса. Тој е делегатот на ЕХФ на овој меч. Лондон Angels не беше дорасната екипа ниту на нашиот ракомет, ниту на воопшто на ракометот во Европа, па англичаните се сомневам дека знаат дека се игра воопшто овој спорт на континентот. Војводина е екипа која што доаѓа од ракометна земја, видовме србите загубија исто така во последните секунди од домакинот од Полска со промашен пенал. Тоа само доволно илустрира колку значи ракометот за овој дел од светот, за овој регион, особено за нашата земја, каде што Иво Моментов, се чини од осамостојувањето, е спорт број 1. Вкупно земено, резултатски, според тоа кој спорт како и колку се негува на ова мало парче земја во Европа. Џуро Тојагич и Мишко Томик се А и Б лиценците во редовите на Војводина. Ова е првиот голман на Вардар, ЖРК Вардар Јуниор, Нина Ладева, која што игра и за нашата репрезентација. Симе Симовски е човекот кој што повлече линија и реши да подмлади селекцијата и му посакуваме многу среќа, а се разбира и со екипата на
ЖРК Вардар јуниор оваа сезона во Европа воопшто. Додека тој седи на клупата на црвено-црниот тим со број 22, првиот гол на овој надпревар. Ана Лазич, гостинките победуваат 2-0, меѓутоа на брзина изедначуваме. Маја Трпковска го постигнува првиот погодок за Вардар. Видовме пред почетокот на надпреварот, советите на Симовски беа мирно, смирено, на 6-0 ќе се игра. Керамичиева излегува сега, напаѓа и освојува топка. Освоена оваа топка, пресечен е нападот на ракометарките на Војводина. Ќе се игра мирно, ќе се чека грешка на противникот. Двата меча и денеска и утре ќе се играат тука во Скопје, во спортскиот центар Јане Сандански. Денеска од 14, утре од 15 часот. Победникот оди во недобрите 8 во Челендж купот, што секако, ако се случи Вардар да помине, а посакуваме и би требало така да биде, тоа ќе биде историски успех за оваа наша екипа. Сениорките се во Лигата на шампионите во втората фаза, царуваат кандидатки се за Final Four. 2-1. Митова, Сара Митова го постигнува нејзиниот прв гол. Вардар води. Тој биде да испилотира и успеа Милица Голушин, меѓутоа Митова е тука да затвори посериозен обид кон голот на Нина Ладева. Нема да ја бројме оваа интервенција, затоа што има фаул. Жестоко е тука на линијата од 6 метри во зоната за шут. Трпковска се жали на повреда, но би требало да го продолжи мечот. Доби удар при онаа дефанзивна реакција. Ево тој клинч. Лазич. Лазич е недобрата ракометарка на Војводина и предводникот на оваа екипа. Се чека сигналот на судијата, ево во тој момент и напад за Војводина, позиционен. Грешка во водењето на Марија Димитровиќ. Загубена е уште една топка, два напада едно по друго. Не успеваат гостинките да изградат ситуација за удар кон нашиот гол, што само дополнително треба да влее само доверба кај нашите ракометарки кои што се сега во тивок напад кон голот на Војводина. Само една победа имаат гостинките и се на дното на табелата со 2 освоени бода во соседна Србија. Минатата сезона беа четврти и затоа играат во Челендж купот. Сега техничка грешка правиме. Симона Стојановска, лошо додавање. Одат во напад србинките. Крамичиева цврсто во центарот. Излегува и одлично брани. Ги прекинува нападите на противникот, а вака сега се далеку гостинските ракометарки и тешко дека од таму може да остават нешто повеќе, да го загрозат нашиот гол. Сега најмалата и најголемата на паркетот беа во дуел. Маја Трпковска и Марија Димитровиќ. Тоа на кометот. Удар од 9. Жолт картон ќе има. Првата опомена на надпреварот за Трпковска. Ево и вториот гол за гостинките. За најдобрата ракометарка на спротивната страна. Уште еднаш преку зоната, преку
дефанзивната формација на Вардар. Вториот гол за Ана Лазич. 2-2. Не може да помине Митова. Ке оди на 9 метри топката. Мишевска изведува. Керамичиева. Добро додавање, не можеше од прва, оди од втора Керамичиева, прекрасно. Меѓу две противнички ракометарки за водство, 3:2 Керамичиева. Сериозно се наметнува и во сениорскиот состав. Прв нејзин гол на овој надпревар, сениорскиот состав на нашата репрезентација. 3-2. Лазич. Обид од дистанца, прецизна е Јована Величковиќ. Првиот нејзин удар, прв гол. Ова не смее да се дозволи. Вака празнина во дефанзивата. Петровска, па Митова. Повторно Петровска, Керамичиева е изолирана, фластер на неа. Топка на крило за Нолевска. Не оди акцијата од таму, не може да се пробие. Сега се обидува меѓу две ракометарки Симона Стојановска, не успева. Керамичиева, удар од далечина и брани. Љупка, односно Љупка Домезовска е кај нас. Маја Иванов е број 1 во редовите на Војводина. Сопрена Марија Димитровиќ. Лазич. Димитровиќ нема топка на крило, затоа брани Нина Ладева, но имало престап. Престап или не, удар од 7 метри. Милица Ранчич. Гол за водство, 3:4, Ланчич. Прв нејзин удар. Реализиран првиот седмерец. Ја гледаме Нина Ладева, која што исто така настапува за репрезентацијата на Македонија. Стојановска. Загубена топка, Стојановска и Трковска лошо комбинира. Шанса за Војводина за +2 и за прво вакво водство на овој надпревар за една од двете екипи. Но женскиот ракомет ниедна позитива не е доволна и не е решавачка, ако е во некој нормален дел од надпреварот, така постои време да се анулира. Промашува сега високо преку голот Марија Димитровиќ, сепак нејзина специјалност е дефанзивата. Одлична топка, што ја решава со погодок на крајот Сара Митова, втор нејзин гол. Прва во нашите редови со 2 погодока, но ова е гол и на Трпковска, која што несебично и одлично асистира. Лазич е сопрена. И втора опомена. И првото исклучување. Со број 6 Маја Трпковска. Ево селекторот Симе Симовски. За сега одлично се справува со предизвикот и ЖРК Вардар јуниор и македонската репрезентација. Одиме во напад со човек помалку, минута и половина. И нормално, најдобрата ракометарка ќе биде покриена 1 на 1.
залепена за Керамичиева е Александра Којич. Се менуваат на Керамичиева 2-3 ракометарки на Војводина. Сега можеби и мораше да има тука додавање. Во налет беше Керамичиева која што мора одново да гради позиција. Ја добива на пикер, меѓутоа 4 противнички околу неа. Симона Стојановска додаде, меѓутоа немаше простор за реакција Керамичиева. Губиме топка, уште една грешка во елементарните сегменти од ракометот, која што е казнета на спротивната страна. Има и жолт картон за Нолевска, а погодокот е за Милица Ранчич. Митова, Стојановска, Керамичиева добива топка од Нолевска. Фаул или игра со нога. Стојановска. Нема простор во зоната, но и покрај тоа Митова се решава да шутне. Одлично го прави тоа, штета само во стативата. Напад за Војводина. Гол предност. Има нов напад за гостинките. По 2 гола за Ранчич и за Ласич, 1 за Величковиќ. Кај нас 2 гола за Митова, по 1 за Трпковска и за Керамичиева. Се уште трае овој напад на Војводина и штета пробиваат во моментите кога сме комплетни, пробиваат гостинките за 6-4. Уште еднаш голот на Александра Којич, незин прв. 4 ракометарки на Војводина се запишуваат во листата на стрелците на овој надпревар. И натаму се форсира игра на човек, 1 на 1 со Керамичиева, изолирана е сега на центарот. 5 на 5 се практично во поле. Сега Керамичиева добива топка. Помина ова додавање и нема гол, нема ниту фаул. Се обиде Маја Трпковска. Останува 4-6. Напад има Војводина, има шанса за 3 предност. Но Керамичиева сече одлично. Прифаќа Стојановска, одиме во напад, Митова ќе оди до крај, Митова во поблискиот агол, каде што не се надеваше никој, реализира нејзин трет гол за 5-6. Не успеа да стигне Јована Величковиќ и го казнува тоа Митова. Но одлично беше пресечена топката од Керамичиева на спротивната страна. Немоќна е Мара Иванов. Фаулирана е Голушин. При обидот кон нашиот гол. Голот од 9 метри гостинките. Лошо водење, загубена топка, Керамичиева оди во контра, ке реализирали, да, го прави тоа со број 3 Марија Прленда за 6-6. Прв нејзин гол. Стојановска, Митова, Бојаджиска, Ладева, Нолевска, Керамичиева, Мишевска, тоа се репрезентативките. Сега казнува Војводина на спротивната страна. Многу простор има Милица Голушин, го постигнува првиот гол, меѓутоа многу простор има по нејзината линија и прв пат на овој надпревар го користи тоа. Ќе мора да се внимава во тој агол од теренот. Стојановска сега, отворена позиција, пробиена е зоната. Симона Стојановска, прв гол, 7-7. Повторно грешат србинките, но остануваат во напад. За ова зборував, Митова влечеше за рака и може да добие дополнителна суспензија. Така, тоа е тоа. 2 минути во аут е
Сара Митова, второ исклучување кај нас. Веќе кога влечеше, требаше до крај да го направи тој и да не му дозволи на противникот да постигне гол, ја пушти својата противничка и двојна казна во еден напад. 8-7 води Војводина, ракометарка помалку има Вардар. Стојановска. Одлично изградена позиција, промашува штета. Фрленда добро, Трпковска асистираше. Се чувствува веднаш разликата во бројот на ракометарки во игра. Со број 27 Јована Николич е прецизна, прв нејзин гол. Дури 7 ракометарки кај Војводина се на списокот на стрелци на овој меч досега, во овие 9 постигнати гола, по 2 имаат Лазич и Ранчич. Одлично, прекрасно, на ист начин, со лоп, враќаме. Со ракометарка помалку, Маја Трпковска, втор нејзин гол. Митова има 3, таа за сега е најдобар стрелец, но седи на клупа затоа што беше исклучена, има 2 исклучувања во редовите на Вардар, 0 кај противникот. Николич за Којич. Којич Голушин комбинираат на десната страна. Во средината на полето е Величковиќ, која што додава на лево крило. Нема гол, претходно беше направен фаулот. Сопрена беше навреме Милица Ранчич. Николич. Величковиќ, па Лазич. Лазич е добро затворена во овие моменти, меѓутоа го користи тоа Јована Величковиќ за нејзиниот